20 обиди за самоубиство се регистрирани на подрачјето на СВР Тетово во текот на минатата година. Тоа е за 4 повеќе во споредба со 2012-та. 14 од обидите биле со труење со таблети, а во еден случај по животот посегнале со сечење на вени. Заради неподготвеноста да се соочат со проблемите во секојдневието, најчести жртви се малолетниците. Кога зборуваме за самоубиство, мора да имаме во предвид возрастниот период во кој што пациентите го вршат самоубиството, затоа што ако се работи за пациенти од средна возраст, се знае во ова време на транзиција, во ова време на економска криза, во ова време на немаштина, луѓето посегнуваат по својот живот бидејќи не можат да најдат излез од кризата во која западнале, од економски аспект, значи, кога се работи за средна возраст. А кога се работи за млад возрастен период, младиот возрастен период е еден специфичен период на развој, значи тоа е една етапа во развојот, кој што е многу осетлив. Значи, тука, кога зборуваме за млад возрастен период, мислиме крај на адолесценција и почеток на возрастен период. Во моето искуство гледам дека младите стварно имаат проблеми, бидејќи се наоѓаат на една раскрсница на која што треба да се определат, значи да зачекорат во светот на возрастните, а тие се немочни. Зошто? Затоа што самодовербата им е нарушена, затоа што не се економски обезбедени, немаат пари да студираат, немаат средено љубовна врска, а веќе треба да се возрастни личности. Меѓутоа, со толку многу прашања од минатото и прашања од иднината што ги обтоварува, ќе запаѓаат во панични напади и многу лесно посегнуваат по својот живот. Во дури 11 случаи од минатогодишните обиди мотивите се непознати, само во 5 се семејни проблеми. Речиси половина биле постари од 30 години. 9 од обидите резултирале со тешки последици, а 5 со полесни. Последните случаи на регистрирани обиди за самоубиство се регистрирани пред неколку дена. Во гостиварската болница примена е 26 годишна жителка на село Врапчиште, која испила поголема количина таблети. Со симптоми на труење биле примени уште 2 тинејџерки од Гостивар и Неготино Полошко.